Здраво, близнаци, ова ќе бидат вашите тарот пораки за февруари 2026. Ајде да видиме што чува за вас февруари. Првата порака што ја гледам овде за вас е дека нешто во февруари вие ќе добиете некаква божествена инспирација да направите нешто. Ова за некој од вас можеби ќе биде импулсивно и одеднаш, неочекувано ќе бидете инспирирани да направите нешто. Најверојатно ова нешто е во љубовта со партнерот или пак во тоа што го работите со љубов го правите. Или поврзано со било кој човек, личност, ситуација во вашиот живот каде има многу чувства, многу љубов. Доаѓа таа некоја божествена инспирација и препуштете се, ова е одлично, ова е совршено, ова е од Бога, ова е нешто кое и вие и треба да го правите. Сега доколку вие сте добиле веќе од некогаш ја имате овој порив во вас за нешто да направите, нешто да се случува, нешто да промените, тогаш знаете дека треба да го послушате, затоа што тоа е најверојатно заради кое сте дошле вие на оваа планета, во овој живот, заради кое сте тука. Ова е нешто кое вие треба воопшто и да го правите, или пак е личност со која треба да го поминете овој живот. Значи, доколку се работи за човек, за личност, во љубовта е, тогаш тоа е личност. Ова е од Бога, ова е судбинско. Ова е нешто што мора да се случува во вашиот живот и ќе се случува. Сакале вие или не, верувам дека сакате. И тоа е таа порака, дека се што се случува во љубовта и се што правите со љубов или се што ве инспирира нешто да направите, да промените или како и да знаете дека тоа е тоа, не го одложувајте, не го оспорувајте, што и да правите го, тоа е тоа што вие треба да го правите и за кое сте вие овде. За некои близнаци ова беше праката, а за некои од вас пак овде станува збор за ситуација со партнерот. Јас мислам дека партнерот не е на исто некоја емоционално ниво како вас. Нешто му се случува во неговиот живот, нешто се случува и некако не може да биде потполно среќен. Има нешто во неговиот живот каде што не достига и вие ќе направите се што можете во февруари да бидете поддршка, да бидете подкрепа, да помогнете за да може да се опушти малку. Значи, вие ќе бидете вие ќе бидете тој и таа кој многу ќе биде потребен на партнерот овој месец. Следната порака, близнаци, е ситуација каде во февруари вие ќе видите дека постојат луѓе на кои вашиот успех кои не се среќни за вашиот успех. Сега што е тоа, не знам, може да не сте доживеале некој голем успех неодамна, може едноставно успешни сте во некоја поле и сега во февруари ќе видите дека на некои луѓе страшно им смета тој ваш успех. Едноставно не можат да го прифатат фактот што вам добро ви оди, нешто убаво ви се случува и верувајте дека ќе го доживеете тој момент каде што ќе се уверите и некој од вас и многу ќе се изненадите или разочарате, затоа што се ова луѓе кои ви значат, кои мислевте дека им значите и ќе сватите дека воопшто не се среќни за вас, иако на почеток вие мислевте дека и тие се среќни заедно со вас. За други од вас, ова се моменти во февруари каде ќе се најдете во ситуација да треба. Не, туку некои луѓе, некој човек конкретно можеби или па некој
ако се луѓе, не знам, бараат од вас да им помогнете или да поделите со нив нешто лично ваше. Ова е лично ваше, а другите бараат да го споделите со нив. Дури ве тераат да се чувствувате непријатно, зошто доколку не сакате да споделите, тие вас ке ве натераат да се чувствувате непријатно зошто не сакате да помогнете или споделите. Внимавајте, во февруари сакам да ви кажам дека ќе се појават малку и нечесни луѓе со не така добри намери, кои ќе бараат од вас да направите нешто за нив, кое верувам ни дека е заслужено, ни дека вие треба или мора да го правите. Тоа си е ваша работа, помагајте кому сакате и можете, меѓутоа сепак овој месец барем внимавајте кому пружате рака, затоа што некој овде може би сака само да ве повлече, вие кога ќе пружите вашата рака, сака само да ве повлече во бездната каде што се наоѓа тој. Не мора да значи дека се станува збор само за пари, финансиска помош, може да биде се, едноставно може да сака да ви црпи енергијата, помагајки му, помагајки и може само вие си ја трошите вашата енергија, вашата позитивна и ви повлекува на некоја ниво ве носи каде што е тој таа и нема да биде ова добро за вас. Следната порака, близнаци, е ситуација во февруари во која ќе се најдете, каде вие нема да се чувствувате така добро заради нешто кое го правите. Оно што вие го правите, дали за себе или за другите, зависи, некои од вас сте сами, нели? Сте сингл, сами нешто правите за себе, правите, некои од вас имате семејства, правите нешто за семејството, за сите во вашиот живот и го правите ова со намера за да бидете безбедни, да бидете финансиски стабилни, да бидете успешни, исполнети, меѓутоа во моментов, во февруари, нешто тука недостига за вие да бидете среќни. Може би па само го правите ова за среќата на другите или за вашата сигурност и безбедност, а не сте среќни. Може би работата не ве прави среќни, ви истоштува, ви изморува, едноставно чувствувате дека ова не е средина во која припаѓате, не сте родени за ова работа и ова нешто, меѓутоа мора да го правите заради лична безбедност или пак заради семејството, за финансиски да бидете стабилни. Значи, во февруари ќе се чувствувате така малку во една полоша емоционална ситуација во врска со вашата работа. Или пак, ако не работата, нешто воопшто што го правите за семејството, нешто каде што се жртвувате. Да, успехот е тука, тоа е неминовен, затоа што ова е успешно вие што го правите, меѓутоа, иако е успешно, вие сте несреќни во ова. Не сте среќни, не сте исполнети. До кога ќе го правите, не знам, ќе го правите очигледно уште известно време, уште некоја време, може и подолго време, но сепак не ви исполнува, не сте среќни. Јас гледам дека и некој период, неколку денови во февруари вие малку и ќе бидете. Гледам и солзи, гледам и непроспиени ноќи, ќе ве оптеретува ова. Мисла дека овде вие не припаѓате и не го сакате ова. За некој од вас работата, да, и жртвата што правите за семејството, а за некој од вас пак е ситуација во вашиот живот каде вие не се наоѓате, мислите дека не припаѓате тука не ви е местото, сите други се среќни освен вас. Меѓутоа за сега не можете да промените ништо, за жал, и тоа е тоа. Не е ништо страшно, период некој само е на вакви емотивни моменти, состојби, ќе помине и тоа е тоа. Следната порака за близнаците е порака дека во февруари вие ќе се чувствувате дека дошол крајот на некој период, еден голем, долг период, на некоја етапа, епоха од вашиот живот дошол крај. Како? Па, може би
може би вие треба само да се селите. Гледам дека вие мора да го напуштите постојаното живеалиште и треба да одите другаде. Не може да значи ова дека во лош контекст кажам или лоша порака, затоа што може би стварате свое семејство, заменувате некаде другде, го напуштате домот. Тоа вас, затоа што тој првиот момент кога треба да се напушти домот, да, изгледа многу страшно, вознемирува, зашто е голема е реално промена, така вие ќе се чувствувате во февруари, ќе се чувствувате дека завршило нешто големо во вашиот живот и сега промените што следат, колку и да се убави, вас ве вознемируваат. Не знам зошто, не треба, меѓутоа ве плашат, ве вознемируваат. Некој од вас пак може би едноставно домот во кој моментално живеете не е погоден, повеќе не е функционален, може го проширувате семејството, па сега нема доволно простор, па мора да се селите. И тоа некако го доживувате стресно, не знам зошто, но вие така само го доживувате стресно, како шок некој. И тоа ќе се случува во февруари. За некои од вас повозрастните, пак морам да кажам дека можеби ќе чуете за, не сакам да го спомнам овој збор, меѓутоа штом го гледам, ќе чуете за смрт на некој роднина подалечен или не знам, од страна на мајката. Некој од вас пак, кај некој од вас за некој од вас ќе се затвори некој извор на нешто, од некаде нешто црпевте, дали енергија, дали можеби и пари, финанси, не знам, меѓутоа тој сега моментално се затвара тој извор, ќе пресуши, дали за секојаш, не знам, јас ова што го гледам моментално само можам да го кажам, и моментално можеби те пресушува, што ќе се случува подоцна. Ќе видиме, за сега тоа така и вие сето ова го доживувате така малку повеќе емотивно и сентиментално. За некои од вас близнаци ова е порака пак када вие можеби треба дошол период каде што не можете или не треба да помагате повеќе некаде, може децата, може внуците, може работата, може некои близнаци се пензионираат периодов и сега не може да работите, не треба да правите ништо и тоа така малку потешко го доживувате. И веќе сте се пензионирале по периодов, се уште не можете да се пронајдете што да правите со својот живот, така тоа ќе го доживувате стресно и емотивно, а некој пак како што кажав, едноставно не треба повеќе вие да помагате, може децата заминале подалеку, па не им е потребна вашата помош и вие тука тоа тешко го доживувате затоа што сакате да бидете на услуга за вашите деца, да бидете тука секогаш, меѓутоа сега нема потреба никој од вас и вие едноставно така тоа емотивно си го доживувате. И последната порака близнаци за вас во февруари е дека нешто дали емоција, дали ситуација, дали човек, нешто се враќа во вашиот живот од минатото. И да е човек и да е ситуација, сепак се враќа како емоција. Вие евоцирате спомени, нешто од минатото, се потсеќате за нешто од минатото, можеби само во кругот на семејството, пријателите, се потсетувате на некои убави моменти од минатото. Може би пак нешто се враќа, може некој човек од некогаш што сте го познавале, што сте го знаеле и повторно се враќа во вашиот живот со некаква намера. Не е лоша намера, апсолутно, не станува збор за тоа и тоа ќе ви изненади што е од минатото или пак во вашиот живот близнаци, јас мислам дека доаѓаат некакви нови ситуации, се случува некаква промена во вашиот живот и вие сега постојано се навраќате наназад и си мислите дека ова претходно што се случуваше многу убаво, многу емотивно, вас ве исполнуваше
и не можете да престанете да мислите на тоа. Иако ова што доаѓа може да биде уште 10 пати поубаво. Едноставно сега не сакате да излезете од оваа ситуација, да се навраќате на минатото, да мислите колку било убаво нештото до сега, како ќе ги доживеете новите промени кога ви фалат луѓе од минатото, ви фалат ситуации, ви фали домот, некој од семејството, нешто такво. Новите промени кои доаѓаат дури и со некаква победа во нешто, јас гледам, но тоа никако си го ставате на страна како да не ве интересира моментално, што ве интересира тоа дека вие сте оставиле позади вас некаква ситуација, некој период. И тоа е период, не може да го носиме детството заедно во зрели години или во старост. Тоа е така и вие си го знаете тоа, да, меѓутоа такви емоции сега во февруари ве обземаат. За некои други од вас ова е ситуација када нешто од минатото се враќа, меѓутоа ова нешто застанало некаде, нешто се случило, имало некој застој. И од тогаш навака не се случува и сега одеднаш повторно се враќа во вашиот живот, дали човек, дали ситуација, не знам. И сега треба вие повторно да ги отворите картите со овој човек, во оваа ситуација, нешто повторно да разгледате овде и да сватите дека оно што претходно сте го мислеле, дали за човекот, дали за ситуацијата, дека и не е така добро. Тогаш сте мислеле вие дека ова е нешто неубаво, нешто нечесно. Овде има многу маски, овде има многу неубави ситуации, неубави луѓе и затоа можеби сте го оставиле така во мирување некогаш некаде, сте сакале да заврши, меѓутоа кажувам и пак се враќа во вашиот живот и сега вие разгледувајќи ја поново оваа ситуација, овој човек, вие сваќате дека тоа не било така како што тогаш сте го мислеле и што ви изгледало. Овде има многу убави нешта, овде има многу убави ситуации кои допрва треба да ви се случуваат во животот. И драги близнаци, тоа е за сега. Се надевам уживавте. До следното видео. Чао, чао.